Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Најавената забрана за движење на возила на патот до Средноводно ќе се воведе од наредниот викенд 25 и 26 ноември. Одложувањето на оваа експериментална мерка е поради неповолните временски услови што се најавени за наредниве денови и поради техничките прашања околу усогласувањето на регулативата. Според планот, оваа забрана ќе важи во еден правец од клучката за Сопиште до Средноводно и од паркингот кај манастирот Свети Пантелеймон до Средноводно. Забраната се планира да важи за време на викендите и за време на државните празници. Останете со нас, следува кусиот преглед од насловите за денеска. Свечено отворен петиот меѓународен научен симпозиум Денови на Јустинијан I. Локалната самоуправа има клучна улога во развојот на предприемништвото. Промовирано првото Microsoft училиште во Македонија. Јавните предпријатија Водовод и канализација, улици и патишта и ЈСП Скопје добија нови директори. Граѓански форум во општина Карпош во рамки на проектот Здружени сили за заеднички интереси. На специјалната тема Византија и словените, средовековни и модерни перцепции и рецепции се отвори петиот меѓународен научен симпозиум Денови на Јустинијан I, кој се одржува денеска и утре во Скопје. Денеска започна петиот меѓународен симпозиум Денови на Јустинијан I. Темата е Византија и словените. Денеска и утре ќе бидат представени најновите истражувања за различни аспекти на византолошките и средновековните студии, што го вклучува третманот и интерпретацијата на културното, историското и духовното наследство во современа Европа. Организатори се Универзитетот Евробалкан и Универзитетот во Болоња, во партнерство со Институтот за национална историја од Скопје, со финансиска поддршка на Министерството за култура и град Скопје. Председателот на Меѓународниот организацијски и научен комитет Митко Панов истакна дека целта на симпозиумот е да ги интегрира културите и различностите во обединета Европа. Општоевропската димензија на споделувањето на наследството на Јустинијан I, кој и оваа јубилејна 5-та година символично ги обединува Универзитетот Евробалкан, Универзитетот во Болоња, Институтот за национална историја, Министерството за култура на Република Македонија, градот Скопје и амбасадата на Италија на Република Македонија, дополнително ја валоризира стекнатата традиционалност, меѓународната препознатливост и афирмираност на овој еминентен научен собир кој што денес свечено го отвараме. Председателот на Советот на град Скопје Љубица Јанчева информира дека досега, а и понатаму ќе ја поддржуваат оваа манифестација. На меѓународниот научен симпозиум Денови на Јустинијан I ќе бидат презентирани 50 на реферати, а учесниците се од Македонија и од други 15 држави. Јавните предпријатија Водовод и канализација, улици и патишта и ЈСП Скопје добија нови директори. Новите директори ги назначи градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, а во наредниот период се очекува смена на директорските позиции во останатите јавни предпријатија во градот. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска ги назначи новите директори на 3 јавни градски предпријатија. Кристијан Чушков е нов директор на ЈСП Скопје, Душко Весковски на јавното предпријатие Водовод и канализација, а Сенат Смаиловиќ на јавното предпријатие Улици и патишта. Новите директори најавија дека ќе направат комплетна ревизија на работата на предпријатијата. Ова е прва промена на директорските места во јавните предпријатија под надлежност на град Скопје. Се очекува во наредниот период да бидат назначени први луѓе и на останатите јавни предпријатија и културни институции во Скопје. Со работни сесии денеска започна 12-тото издание на конференцијата Ден на Европскиот предприемач. Овој настан е посветен на начинот и тоа како локалната самоуправа може да влијае на развојот на малите и средни предпријатија и развојот на предприемништвото. Со одржување на работните сесии на тема локалната самоуправа како предуслов за развој на мали и средни предпријатија и стартап екосистем и неговиот развој, се отвори 12-тото издание на конференцијата Ден на Европскиот предприемач.
Фондот за иновации и технолошки развој го проширува фокусот на своето делување и ќе финансира и мали и средни предпријатија кои остваруваат годишен приход поголем од 1 милион евра, најави директорот на фондот Јован Деспотовски на работната сесија. Во изминативе неколку месеци активно работиме на промовирање на нови инструменти, покрај постојните кои што во изминатиот период се фокусира повеќе на стартапи и на микрокомпании. Нашата цел е во наредниот период, значи наредните година до 2, да фокусот го прошириме и го продлабочиме, со тоа што ќе им понудиме и на малите и на средни компании кои што досега не биле толку многу таргетирани со активностите на фондот, да ја подигнеме нивната свест за финансиските можности кои што ги нуди фондот за развивање и секако да го зголемиме нивниот капацитет за да успешно аплицират и добијат средства за воведување на нов продукт, на нова услуга или на нов работен процес. Извршниот директор на Европската бизнис асоциација Димитар Истовски посочи дека денешниот настане дел од Европската недела на мали и средни предпријатија, што традиционално веќе 12 години се одбележува во Македонија, со акцент на предприемништвото и развојот на малите и средни предпријатија и улогата на локалната самоуправа во развој на малите и средни предпријатија. Начин како што може локалната самоуправа да придонесе за развој на предприемништвото и малите и средни предпријатија е создавањето на технолошки паркови. И за таа цел денеска ја имаме директорката на технолошкиот парк од Белград, кој што е еден многу успешен пример како тоа локалната самоуправа, јавната власт и странските донатори креираат еден систем кој што генерира нови компании и нови вработувања. Се надеваме дека преку овој настан ќе дадеме пример, како еден успешен пример, како тоа може успешно да се оствари и со надеж дека ќе успееме истото да го пресликаме во град Скопје или во некој од неговите општини. Идентификување на проблемите во локалната заедница и дефинирање на соодветни решенија за ефикасно решавање на истите има за цел граѓанскиот форум кој се организира во општина Карпош во рамки на проектот Здружени сили за заеднички интереси. Во рамки на проектот Здружени сили за заеднички интереси, денеска во салата на урбаната заедница Кузман Јосифовски Питу во Козле се одржа првиот граѓански форум во општина Карпош. Ова активност има за цел да ги идентификува проблемите во локалната заедница, при што ќе се дефинираат соодветни решенија за ефикасно решавање на истите. Овој граѓански собир ќе биде од отворен карактер и на него може да учествуваат сите заинтересирани граѓани кои живеат на територија на општина Карпош. Томка Дилевска од Организацијата на жени на град Скопје истакна дека очекуваат да се најдат заеднички интереси, особено во општините каде што има мултиетничко население. Со овој проект треба да ги идентификуваме проблемите кои што ги има локалната заедница и затоа се прават овие 4 форуми поред. Ова е првиот форум, следат уште 3 и сметам дека ова е на многу убав начин како локалната самоуправа да да се работува со НВО секторот, поготово што ние како партнер, да речеме, како учесник во овој проект, стануваме менторска организација. Значи се стакнуваме со менторство, да можеме да правиме менторски настани. Очекуваме да се продлабочи соработката меѓу општините и локалната самоуправа, а посебно да се најдат оние заеднички интереси во локалната самоуправа кај што има мултиетничко население, како што и општина Карпош. Не знаете дека тука во општина Карпош живеат повеќе етникови. И да соработката се заекне и да понатаму почнеме ние да соработуваме на некако на повисоко ниво. Деца на возраст од 5 до 16 години од сега ќе имаат можност да посетуваат вонучилишни активности кои ги нуди STEM Академија, а се во соработка со Microsoft. Со воведувањето на Microsoft образовните програми ќе се овозможат вештини неопходни за учениците кои се подготвуваат за предизвиците на 21 век.
STEM Академија стана дел од реномираните училишта во светот кои ги имаат имплементирано Microsoft образовните методологии, програми, практики и технологија. Во прашање е пристап кон проблемите во образованието кои се препознатливи по иновациите кои ги користат при осмислување на наставата, учењето и оценувањето, како и развојот на вештини релевантни за учениците кои се подготвуваат за предизвиците на 21 век. Од STEM Академија посочуваат дека воведувањето на Microsoft образовните методологии и програми за нивните ученици дошла како резултат на нивните напори за континуирано надградување на образовните капацитети и алатки, потребни во процесот на едукација, со цел учениците да стекнат вештини и знаења кои ќе им помогнат во понатамошната кариера. Генералниот директор на Microsoft Македонија, Љупчо Георгиев, нагласи дека Microsoft училиштата добиваат дополнителни можности за соработка со други училишта широм светот, кои се дел од Microsoft заедницата. Целата идеја на Microsoft е како може да помогнеме на младата популација, а знаеме дека во STEM Академија се баш најмладите, кои што ќе се сретнат со нови иновативни технологии и кои што ќе бидат подготвени за новата дигитална трансформација и новата дигитална ера која што доаѓа се повеќе и повеќе наблегува и во нашите пори од општеството. Microsoft со овој потек и со овој чекор сака што е можно поблиску да допре до таа помлада генерација. Тие технологии кои што они веќе ги се соочуваат уште од најранни години, да не речам, они се кажуваме дека цело време се со дел од таблети и дел од лаптопи и слично, колку побрзо може низ игри и низ користење на дел од овие програми да они бидат, да се обучат, да се едуцираат, да бидат поспремни за годините кои што идат. Извршниот директор на STEM Академија Жарко Попилиев истакна дека STEM Академија е една од најреномираните едукативни организации, која со години успешно ги гради STEM вештините кај децата во Македонија. STEM е акроним кој се поврзува со идејата за едуцирање на учениците во 4 дисциплини: наука, технологија, инженерство и математика, со интердисциплинарен и применлив пристап. За разлика од традиционалниот пристап кон образованието, STEM едукацијата се фокусира на развој на критичкото мислење при анализа на конкретни проблеми и изнаоѓање на применливи решенија за истите. Програмите на STEM Академија ги посетуваат деца од 5 до 16 годишна возраст и како што кажав, ние до сега целосно сме фокусирани на STEM образование. STEM е кратенка од наука, технологија, инженерство и математика, меѓутоа повеќе во интегративен пристап. Значи не посебно наука, посебно технологија, учење, меѓутоа повеќе интегративен пристап кон решавање на секојдневни проблеми. По декември веќе ја почнуваме да применуваме Minecraft Education програма која што во светот покажува извонредни резултати. Ние сме први тука во Македонија кои што успеавме да ги добиеме сите потребни, неопходни лиценци за да можеме да ја имплементираме оваа програма тука. И тоа е пред се насочено кон јакнење на сите тие така наречени животни вештини. Аматерски актерски групи од Македонија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Косово и Хрватска учествуваа на 4-тиот меѓународен драмски фестивал за лица со и без хендикеп, кој се одржа во Скопје. Овој настан има за цел да ја зголеми инклузијата на лицата со хендикеп со други лица во културните активности. 4-тиот меѓународен фестивал за лица со и без хендикеп, организиран од Сдруженијето на граѓани за промоција и развој на регионите Свет на различни, а еднакви од Скопје, се одржа оваа недела во Скопје. Ова е единствен фестивал од ваков вид на Балканот и е 3-дневен настан проследен со другарување и размена на искуства. Овој настан има за цел да ја зголеми инклузијата на лица со хендикеп со други лица во културните активности. Организаторите и поддржувачите сакаат лицата со хендикеп да имаат можноста полесно и активно да се вклучат во општеството и заедницата. На фестивалот учествуваа аматерски актерски групи од Македонија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Косово и Хрватска. Организаторите истакнуваат дека со секоја трошка на креативно изразување се отвораат портите на професионален развој и социјална инклузија на лицата со хендикеп. Овој фестивал го негува нивниот потенцијал и работи кон унапредување на нивниот квалитет на живот.
Под слоганот "Сите се мобилни" се одржува овогодишното издание на Мобил фестивал, а утре вечер во кинотека на Македонија ќе бидат прикажани победничките филмови на фестивалот за филмови снимени со мобилен телефон. Во кинотеката на Македонија утре вечер во 20 часот ќе се одржи финалната вечер на фестивалот за филмови снимени со мобилен телефон Мобил фестивал. Ќе бидат прикажани победничките филмови што се пријавија на повикот за учество на фестивалот за снимање краток филм со мобилен телефон. Повикот беше отворен од јули, а пристигнати се 20 на филмови од македонски и 500 филмови од автори од светот. Најдобриот филм што ќе го избере 4 члено жири ќе добие наградата Радка Илиева Лале, а таа ќе се состои од стипендија од Универзитетот за аудиовизуелни уметности од Скопје ЕСРА во износ од 3000 евра. Годинашниот Мобил фестивал се одржува под слоганот "Сите се мобилни". Ќе бидат доделени и награди за оригинална идеја, најиновативен филм, приказна и награда за најдобар филм во домашната програма Млади таленти. Изградба на 2 нови градинки во Киселавода во 2018 година најави градоначалникот на Киселавода Филип Темелковски. Од интервјуто кое следува во продолжение ќе ги дознаете и останатите проекти кои новата локална власт ќе ги реализира во општина Киселавода во наредните 4 години. Најнапред ви благодарам што не примивте денеска во просториите на општина Киселавода и за почеток на разговорот би сакала да ви честитам за довербата која што ја добивте од граѓаните, односно за изборот за градоначалник на општина Киселавода и за почеток она што секако ќе ги интересира граѓаните, вашите сограѓани, а нашите гледачи, вашата парола низ целата кампања беше овозможување на подобар живот за граѓаните, со што најнапред ќе започнете во процесот на подобрување на животот на граѓаните на општина Киселавода. Пред се благодарност на вашата телевизија што одвои време за да може да се представиме, да се представам како градоначалник, да ги кажам моите идеи и што во моментов ние работиме како општина и јас како градоначалник. Значи, периодот во кој ја превземав локалната власт на Киселавода, период во кој се прават буџетите и се креираат буџетите на општината, така да сега најмногу сме фокусирани на тој дел, на работите кои сме ги ветиле во програмата, полека да се исполнуваат. Првично со почетокот на работењето на Советот ќе ги направиме и работите кои ги ветивме во кампањата, а тоа е ќе се одвојат средства за најранливите категории, поточно социјалните категории на територија на општина Киселавода, да може што подостоинствено да поминат зимата, да се обезбеди огрев и се останато што треба, така да моментално заедно со секторот за финансии работиме на план како да се пренаменат одредени буџетски средства од една ставка во друга, за да може ветеното да го исполниме. Пред нас е зимскиот период кој што ќе ни донесе, претпоставувам, големи снежни врнежи од дожд, а токму тоа може да предизвика и проблем доколку состојбата со водоводната и канализационата, со атмосферската канализација не е во добра состојба. Каков е планот и на што планирате да работите токму за подобрување на овој проблем? Значи, Киселавода инфраструктурно, посебно за подземната инфраструктура, е една од општините која се наоѓа во многу лоша состојба. Сепак тоа не обесхрабрува, бидејќи знам дека заедно со администрацијата и со тимот може да направиме добри и издржливи проекти, кои ќе може да бидат финансирани или кофинансирани од страна на државата и од страна на меѓународните институции. Моментално, како градоначалник се запознавам со сите проекти кои се постоечки, со кои што може да аплицираме, а тие што не се проектирани да може да се најде соодветна проектантска куќа која што ќе isprojektира добри проекти за канализација, за водовод, за одвод, за да може да бидеме конкурентни. Бидејќи сите ја знаеме ситуацијата во која се наоѓа општината Киселавода по однос на тоа прашање, а тоа е дека сме многу поназад за разлика од другите скопски општини и ќе треба многу повеќе ние да инвестираме во подземната инфраструктура отколку другите општини на територија на градот Скопје.
Во делот на патната инфраструктура, кои се улиците кои што ќе бидат први реконструирани, кои се улиците кои што имаат приоритет при реконструкцијата и дали планирате изградба на нови улици? Па видите, јас тоа го говорев и во текот на кампањата, дека нема да ги делиме на приоритетни и неприоритетни урбан, рурален дел, него граѓаните на Кисела Вода се подеднакво исти, без разлика каде живеат. Така да улиците подеднакво ќе ги развиваме и поточно урбаните заедници подеднакво ќе ги развиваме, без разлика дали се работи за улица, за патна инфраструктура, осветлување, сите треба да се развиваат подеднакво. Имаме на почетокот ќе ги санираме клучните дупки кои се на територија на општина Кисела Вода, тока заедно со местните заедници ќе соработуваме за да ги детектираме, бидејќи е многу краток периодот во кој што можеме ние да правиме градежни активности, бидејќи знаете со паѓањето на снегот ќе биде многу потешко било што да се прави, особено во патната инфраструктура, така да гледаме час поскоро да ги санираме тие дупки и некои од поголемите улици како што се улицата 32 во Пинтија и може 14 во Припорт, доколку успееме да стигнеме, бидејќи многу па зависиме и дали тие улици во минатото биле ставени во програмата во буџетската програмата на секторот за да се изведат, доколку не биле ставени за минатата година, ние ќе треба за 2017, ние ќе ги предвидиме за 2018, бидејќи секој градоначалник и секоја општина работи според програмата која е донесена. Така да знаеме ние дека за 2017 веќе има донесена програма, ќе видиме колку од средствата се останат и според тоа ќе ги санираме и улиците и дупките се останат. Голем е проблемот со немањето доволно места во детските градинки. Претпоставувам ова е проблем не само на општина Кисела Вода, туку проблем кој што ги засега и останатите скопски општини, но и пошироко во Македонија. Што се случува на ова поле? Дали планирате изградба на нови детски градинки или пак реконструкција и проширување на веќе постоечките? Значи Кисела Вода го има овој горчлив проблем моментално на територија на општина Кисела Вода, околу 600 дечиња чекаат да бидат запишени по градинките. Така да акцентот мора да се стави и на изградба и на реконструкција на постоечките. Заедно со соодветниот сектор имавме неколку состаноци да видиме кои од градинките треба да се реновираат, кои се реновирани, каде имаме простор да ги прошириме постоечките, бидејќи ние предвидовме во програмата изградба на 2 нови детски градинки, тие ќе ги правиме. Едната во Драчево, едната во Расадник, во населбата Расадник, но и тие нема да бидат доволно за да го покријат, да ги покријат барањата на граѓаните, затоа сега ги гледаме кои од постоечките па имаат соодветни услови да се прошират, има повик од страна на Министерството за труд и социјала за заедничко учество во изградба и доградба на градинките, така да и тука ќе аплицираме со соодветни проекти, бидејќи финансиската состојба на општината не е толку сјајна да можеме сами да ги направиме сите проекти што сме ги ветиле, како што кажавме, така да ќе гледаме многу повеќе да имаме издржани проекти кои ќе бидат финансирани или кофинансирани од институциите кои се надлежни, доколку е за градинка Министерството за труд и социјала, доколку е за основните училишта некој дел, тогаш со Министерството за образование, со Министерството за труд и социјала, со Министерството за транспорт и врски за поголем дел од инфраструктурните проекти, така да мислам дека ќе успееме да ги исполниме сите проекти што сме ги ветиле во нашата програма. Така, има ли некој рок до кога може да се очекува да видиме првата готова градинка? Или не би сакале да шпекулирате? Не би сакале многу со новите градинки да шпекулираме, бидејќи па има еден мал, не баш технички проблем, може да го кажеме, бидејќи за изградба на градинките ви треба детални урбанистички планови. Ние каде што ни се предвидени деталните урбанистички планови се уште се во процедура, ќе го забрзаме нивното носење и се надевам дека до крајот на 2018 ќе може првата градинка да опуштиме на новата градинка, а веќе реновирањето очекувам негде од март-април месец да почнеме со реновирање на постоечките и изголемување на капацитетот.
Ке се задржиме уште малку кај дечињата, освен проблемот со недоволниот простор во сместувачките детски градинки, исто така постои проблеми со детските паркови, со игралиштата, дали е во план изградба на нови детски паркови, дали во план изградба на и реконструкција на детските игралишта со набавка на нови детски реквизити? Значи, планираме и изградба на нови паркови и проширување на постоечките, поточно модернизирање со нови реквизити. Бидејќи колку и да правиме и општината да инвестира, секогаш малку кога говориме за паркови, особено за детски игралишта, кои знаеме дека па и многу треба да се вложува и да се инвестира во нивно одржување. Така да сметам дека не биле соодветно одржани или поточно само времето си го има направено своето, така да ќе треба да се издвојат соодветни средства за да се донесат нови реквизити на постоечките паркови, а и да се направат нови. Пред се сакаме школите и градинките многу повеќе хортикултурно да ги уредиме самите дворови, да децата да поминуваат многу повеќе време во дворовите, бидејќи сме лимитирани, па и со место каде што ќе може да се прават тие паркови на територија на општина Кисела Вода, особено во урбаниот дел, бидејќи поголем дел од земјиштето беше продадено, урбанизирано, сега од секоја куќа настана зграда и имаме многу малце простор за маневар во урбаниот дел и затоа сакаме тука максимално да ги искористиме училишните дворови, дворовите на градинките да си имаат прво обезбедување кое што ќе оплати општината, за да може во текот на целиот ден родителите со своите деца да ги користат и реквизитите кои ќе бидат во склоп на училишните дворови и градинките, а и самиот простор таму. Еден од исто така големите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на општина Кисела Вода е немањето на доволен простор за паркирање на своите автомобили. Како и на кој начин ќе се реши овој проблем? Значи, моментално заедно со урбанистите од општината, а и со експерти надвор од општината, правиме скенирање каде се може да се постават првично монтажни гаражи, кои многу помагаат во паркирањето, а не завземаат толку многу простор. Тоа ќе биде едната фаза, а другата ќе биде изградба на катната гаража, што планираме во Расадник да се направи за барем делот за Расадник. Така да тоа е еден процес кој долго ќе трае, ама првично мора многу подобро да се подготвиме, да знаеме каде се може да се искористи, пред се да биде достапно и за поголем дел на граѓаните, не е само да направите гаража, а никој да не ја користи, а и да не одземеме премногу па од јавниот простор на граѓаните, бидејќи рековме дека и јавниот простор ни е лимитиран, треба да го искористиме и за паркови, и за гаражи, и за многу други работи кои сметаме дека се од интерес на граѓаните. 2 недели сте градоначалник на општина Кисела Вода. Каков е интересот на нашите сограѓани за овој период да се сретнат со вас, да ви ги посочат дел од нивните проблеми со кои што се соочуваат и на што најмногу се жалат? Па секојдневно доаѓаат граѓани, јас немам се уште официјален отворен ден, тука секојдневно се среќавам со граѓаните, слободно доаѓаат нормално колку ни дозволува времето, бидејќи како што кажавме, буџетот го спремаме, а тоа не е баш лесна работа, така да, ама проблемите се за секого различно. Најмногу што може да се забележи како проблеми, тоа е се пред се хигиената на општината, имаме како најголем проблем инфраструктурата, патната инфраструктура, тоа се улиците, лошото осветлување на улиците и нормално има премногу граѓани кои чекаат долг период за легализација на земјиштето или откуп на земјиштето и тоа е една од работите со кои сте моментално трошиме најмногу време да видиме како да се убрза самиот процес на легализација, бидејќи општината Кисела Вода е една од општината со најмногу барање. До сега по многу барање е постапено, ама имаме уште околу помеѓу 67.000 барања кои треба да се завршат. Така да ќе гледаме тука да го зголемиме пред се капацитетот на администрацијата, за да може побрзо да се реши тој дел на граѓаните, тој проблем на граѓаните, тоа е си имаат дворно место и живеалиште кое е легално и на нивно им е откупено. Така, ја добивте уште еднаш пред самиот крај довирбата од граѓаните, ќе оправдате ли во наредниот период и на кој начин ќе покажете дека ја оправдувате нивната довирба? Па,
огромната доверба што ни ја дада, зборувам како Филип Темелковски и како член на Социјалдемократскиот сојуз Кисела вода, бидејќи ова е една од најголемите победи што сме ја имале во општината Кисела вода, тоа ни дава па и огромна одговорност према граѓаните, према сите. Така да ја сметам дека ќе ја оправдаме пред се довербата што е дадена, ќе ја оправдаме така што ќе ги реализираме поголем дел, ако не и сите проекти кои сме ги ветиле пред граѓаните. Со отворен пристап према граѓаните, мислам дека ќе покажеме дека многу поразлично сакаме да водиме општината и сметам дека после 4 години многу поразлична ќе биде општината Кисела вода и инфраструктурно, а и самата администрација. Јас тоа го говорев цело време во кампањата дека ние мора системски да работиме на решавањето на проблемите во Кисела вода кои не се својствени за 21. век. Ние немаме соодветна инфраструктура, немаме ни доволно капацитети, ни ништо, така да полека ќе се решаваат и сметам дека само со постојан контакт со граѓаните, само со исполнување на ветеното ќе се оправда довербата која ни ја дадоа граѓаните. Тука некаде јас ќе ви заблагодарам за одвоеното време, за можноста да ги презентирате вашите проекти пред нашите гледачи и секако ќе ви заблагодарам за интервјуто и ќе ви посакам успех во понатамушната работа и успешна реализација на сите однапред предвидени проекти. Ви благодарам. Во било кое време, слободно тука сме ние, доколку има нешто победно ќе ве информираме на времето. Ви благодарам. Го проследивте интервјуто со градоначалникот на општина Кисела вода Филип Темелковски, а сега продолжуваме со вестите. Кои делови од Скопскиот регион утре и во понеделник ќе останат без струја поради инвестиции во електросистемот, ќе погледнете во продолжение. Од 13 до 14 часот утре без електрична енергија ќе останат корисниците од улиците Александар Турунџиев и Рид Бајрам од број 31 до број 48, Рокомија и основното училиште Панајот Гиновски во општина Бутал. Во понеделник без струја од 8:30 до 12:30 часот ќе останат дел од корисниците од улицата Никола Русински во општина Карпош, а од 9 до 12 часот дел од корисниците од улиците Релјо Шестокрило, Диме Мечето и Метохиска во општина Шуто Ризари. Во период од 9:30 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците од општина Газибаба и Дризово, бензинската пумпа на Лукоил и викендиците. Од 11:30 до 14 часот без снабдување со струја ќе останат корисниците од Ржаничино и фирмата Кобу Продукт во општина Петровец. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи Скопје, прекините се поради инвестиции во електросистемот. Управата за хидрометеоролошки работи денеска соопшти дека под влијание на постудена и релативно влажна воздушна маса од недела ќе преовладува облачно време, а кон крајот на денот ќе има врнежи од дожд во западните и северните делови, кои на планините и повисоките места ќе преминуваат во снег. Ќе дува умерен северен ветер. Врнежите ќе продолжат и во понеделник, предпладне, кога ветерот ќе се засилува и ќе предизвика позначителен пад на температурата, која во понеделник ќе биде во интервал од 4 до 9 степени. Останатите температури по градови ги гледаме од Матамо Метео.
Комедијата Кецна десетка на авторот Митко Бојаджиски во колективна режија вечерва премиерно се изведува на сцената на Македонскиот народен театар. Кецна десетка е предпоследна премиера во Македонскиот народен театар оваа година. Во подготовка е мюзиклот Мама Мија, за кој премиерата е закажана на 24 декември. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.